Неделно интервју на порталот Zoom.mk. Јас сум Насер Салмани, а во продолжение ќе следите разговор со Арјанит Џафери, еден од основачите на Еко Герила и активист за животна средина, со кого ќе разговараме за ребрендирањето на Демократската унија за интеграција. Арјанит, фалемдерит ќе пранове биседан. Фалемдерит, благодарам на поканата. Дали има можност на почеток да ги запознаеш нашите гледачи што во суштина представува зелената европска агенда, модерната зелена агенда во Европа? Зелената политика или како се познава и како екополитика е политичка идеологија која има за цел да култивира еколошки одржливо општество кое се спротивставува на насилството, промовира социјална правда, но и темелна демократија. Застапниците на зелената политика имаат многу заеднички идеи, филозофии и идеологии со движењата за заштита и зачувување на животната средина, па и со феминистичките движења и со движењата што го бранат и што го промовираат мирот. Покрај демократијата и еколошките прашања, зелената политика се однесува и на граѓанските слободи, социјалната правда, спротивставувањето на насилството, како што рековме, понекогаш поддршката на одредени варијанти на локализам, правата на заедниците со различна сексуална ориентација и така натака. Значи, отприлика ова е тоа што се познава како зелена или европска зелена идеологија. Дуи како партија веќе во изминатите 18 години партиципира во власта. Дали вие како граѓански активист можете да ни кажете кој е придонесот на ова партија токму за ова агенда за која зборувате? За моје мислење, и мислам дека повеќето граѓани го сметат истото, ДУИ е се што не треба да биде една зелена партија. Значи, влијанието на ДУИ врз животната средина, врз социјалната правда, врз многу од овие работи што ги спомнавме, е целосно негативно. Значи, поради тоа што сите овие години од кога ДУИ е на власт, тие раководат со Министерството за животна средина, раководат со многу важни инспекторати за животна средина, за техничка инспекција, раководат со сектори за давање на интегрирани дозволи, раководат пак со повеќето општини во Северна Македонија, особено општините населени со мнозинство албанци. И во сите овие случаеви, цела држава е покриена во диви депонии, а особено општините кои се водат од кадри на ДУИ. Од друга страна, сите наши реки и планини на сите се изградени така наречени мали хидроцентрали, ги викам така наречени поради тоа што влијанието им е огромно, иако се викаат мали хидроцентрали, и влијанието, зборувам за негативното, лошото влијание врз животната средина. Индустријата загадува исто така и ништо не е направено во тој правец, например да се модернизира индустријата, да се постават филтри, да не беше граѓанското општество, да не беа граѓаните на Тетово да искочат на улица, речиси секој ден во изминативе неколку години, зборувам повеќе 2015-2016, еве до ден денеска Југохром ќе загадуваше, сите инспекторати и Министерството за животна средина беа водени од кадри на ДУИ. Се што досега ДУИ направила е во спротивност на тие вредности на зелената политика или на екополитиката. Затоа не може да се виде и урбицид, и екоцидаж, и зелено. Да се уништува природата во таков размер како што е направено во нашата држава со хидроцентралите, со дивоградбите, со бетонирање на секаква зелена површина низ градовите, низ општините, не може да се види и тоа и зелено. Тука мислам дека ДУИ до сега се докажало како се што е во спротивност со таквите вредности. Ако не е зелената идеологија причина за промена или ребрендирање на ДУИ, тогаш
Според вас, кои се причините зошто Дуи се решава на ваков чекор? Па, јас видам неколку можности. Една од можностите се неколку милиарди долари што ни следат од Европскиот зелен фонд, со тоа што, значи, нели Европската унија планира да го спроведува Европскиот зелен договор, кој што предвидува до 2050 година Европа да стане карбон неутрал, значи да нема емисии на карбон воопште во воздухот, и некои други цели, значи, кои се предвидени со Европската зелен договор за земјите што не се членки на Европската унија, како што е Македонија, Албанија, Косово, Србија, Босна и Црна Гора. Значи се предвидени исто така некои што се вика така наречен Балкански зелен договор, и преку тој Балкански зелен договор Европскиот зелен фонд предвидува значи неколку 6,2 милиарди долари, ако мислам дека тоа е точната цифра, тука треба да биде некаде. И мислам дека намирисале пари, така да кај што се парите, таму е и Дуи, барем досега тоа е искуството. Друго нешто, значи, еве доаѓаат локални избори во нашата држава и вообичаено, значи, се очекува дека повеќето напади Дуи ќе ги добие токму поради пропустите во животната средина, со тоа што нели рековме дека Дуи ги води сите тие раководни места и во министерствата и во инспекторатите. Па така да некогаш викаат нападот е најдобрата одбрана, така да за нив можно е да мислат дека ќе им кажеме дека еве сме зелени, да не напаѓаат дека не сме направиле доволно или сме направиле штета на животната средина. И нормално, значи, со Европската агенда сега повеќето европски земји се така, значи, да кажам, повеќе кон зелените политики, кон зелените партии, може би тоа е една од причините, но јас мислам дека главната причина се парите на Европскиот зелен фонд. Али Ахметов која објави зелената агенда рече дека етничката агенда Дуи ја исцрпи и сега е време да работат за зелената агенда. Како вие ја коментирате ова изјава? Па не знам како ќе ја коментират тоа, значи, сите тие граѓани што немаат се уште државјанство во нашата држава. Зборувам за повеќето албанци се. Знам дека има и роми и босанци веројатно што немаат државјанство, но не значи дека се исцрпени етничките прашања, кога, например, еве работата, мислам, проблемот со државјанствата се уште не е решен. Има и многу други проблеми во државата, како што се, например, еве сето тоа омраза што се наоѓа во книгите на нашите деца кои идат на училиште, значи се уште таму тие се етнички проблеми, етнички прашања, создаваат етничка криза, значи многу проблеми, значи не се сосема решени. Социјалната инклузија која се предвидува и во зелените политики исто така, значи не е на доволно ниво во нашата земја, така што може да креира исто така и етничка тензија или етнички кризи. Идејата е што, значи, за нив кои се бореа цело време или така барем беа презентирани дека сакаат да го спроведат Охридскиот рамковен договор, за нив нормално требаше они да кажат дека овие теми се затворени, затоа станавме зелени, пошто некако ја предаваат таа стара агенда за кои се познати подобро. Ама ние верувам дека како држава далеко сме од тоа што да кажеме или да сметаме дека немаме повеќе етнички теми за разговор. За жал имаме, а добрата работа е што треба да ги решаваме и тоа заеднички со нормално со македонците и со другите националности кои живеат во нашата држава. Аријани, тука пред се мислев за тоа што на претходните избори, ирландските избори, Дуи отиде баш со етничка агенда, рече премиер Албанец. И што се случи за помалку од една година да речат па таа агенда веќе е завршена, што завршија во меѓу овој период за да ни објават дека таа агенда ја решиле. Што решија за овие неполна
година? Тоа јас кажувам, значи само што добија некои ветувања веројатно од страна на премиерот Заев дека во последните 100 дена на власта, кога сите знаат дека последните 100 дена тоа е техничка влада, значи било кој министер или премиер нема никаква улога одлучувачка, повеќе е техничка. Мислам дека за тоа беа задоволни само да си добијат некое име таму од партијата што ќе биде премиер за 100 дена, иако еве да кажам козметички премиер ќе биде поради тоа што нема да има некоја одлучувачка улога, а од друга страна значи тие пазарења им коштат на граѓаните многу, особено на граѓаните, еве ќе кажам на албанците, особено во општините кои се водат од кадри на ДУИ. Да ги земеме на пример еве општина Тетово што нема, на пример има добар буџет, но нема значи за као број на граѓани, колку има граѓани жители Тетово, значи не е пропорционално буџетот на бројот на граѓани како би било, како би требало да биде. Значи има општини како Вепшани, општини помали кои добиваат повеќе буџет од општина Тетово. Од друга страна, значи инвестициите во слободните овие економски зони што се, значи индустријски зони, Тетово се уште значи нема некоја развиена зона, додека во многу градови, јас зборувам само за Тетово, но и за другите градови во Западна Македонија кои еве се преживеат мнозинство албанци. Во другите делови на државата, значи има повеќе фабрики, повеќе развој, повеќе индустрија, значи има повеќе работни места отколку што има во овој дел. Значи вака се пазарат, ќе ни даете место значи премиер албанец за 100 дена, а парите може да ги земете. Значи тука е проблемот со тие етнички теми кои не се затворени, поради тоа што и ваквите инвестиции може да станат етничка тензија, значи етнички проблеми. Оние се задоволни да имаат некое име таму, само да пишува негде дека човекот ДУИ бил премиер или бил председател на собранието. Значи еве да мислиме околу тоа, што добија албанците со тоа што Талат Џафери е председател на собранието. Значи дали добиле повеќе права, дали животот им се подобрил, дали условите во животната средина им се подобрија. Значи се исто, само имаме едно име кое води со собранието. Значи нема некоја голема разлика. Арјани, дали мислиш дека овој како се вели, овој трик на ДУИ ќе му успее и граѓаните на Македонија ќе прифатат ова замка? Па не знам како би успевало, на пример, од Липковско до Струшко сите општини имаат диви депонии. Сите општини имаат недостиг на зелени површини. Повеќето општини имаат недостиг на вода за пиење. Значи јавната чистотија, значи во градот, во секој град, речиси во секој град, значи е незадоволна, е катастрофална. Значи има улици полни со прашина. Недостиг на паркинг места или гаражи за автомобилите. Тетово до ден денеска нема јавен превоз. Имаме 5 автобуси кои се паркирани во станицата за противпожарна станица, но се уште значи не се движат. Не знам кои граѓани би сметале и би верувале на таквите ветувања на ДУИ. Треба да се сосема ненормални, значи да веруваат во такви нешта кога веќе се докажани повеќе пати наназад. Значи не е ова прв пат да се соочиме ние со оваа партија и да мислиме не знам дали да веруваме или не знам или да не веруваме. Мислам веќе се докажани многу пати дека не знаат или не сакаат да си ги прават работите како што треба да си ги прават работите. Да беше нешто ново, да се чудевме. Арјанит, благодарам за разговорот. Јас ви благодарам многу, се најдобро. Поштовани гледачи, следевте разговор со Арјанит Џафери, граѓански активист од Тетово, со кого разговаравме за ребрендирањето на политичката партија ДУИ. Довидување.